И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука, заедно со Аутоплацот Auto Uno и огласникот Вози.com ќе ви представиме еден Range Rover Sport. Тој спаѓа во групата на големи SUV-а и како што приметувате, и по оваа 360 обиколка се работи на вистина за едно големо возило. А инаку е од 2016 година и како мотор го има 3-литарскиот V6 со 258 коњски сили. Задната клупа има доволно простор за некој што е 1,83 м, подпирач, убави седишта, кожни седишта, а истото продолжува и напред. Во однос на багажникот, сега ќе го видите вака визуелно, дефинитивно, доволно простор за едно 4-члено семејство, па дури и повеќе може да се каже, се затвара нормално на дугме, пошто е ипак премиум бренд. А сега ќе се префрлиме напред, на предното седиште и ќе свртиме едно кругче и ќе ви кажем некои импресии од возењето. 258 коњски сили, 3.0 дизел, кој што генерално е почетниот мотор во понудата, но добро смислиле од Land Rover, дека и овој мотор е сасим доволен да пружи задоволителни перформанси, поточно до 100 му треба околу 7 секунди, а максималната брзина е некаде околу 210 км на час. А во однос на потрошувачката, оно што можев да го прочитам е дека комбинирано троши околу 7,5 литри, но тоа се фабричките податоци. Колку на вистина троши не можам да ви кажам, но фактот што бирате Range Rover Sport претпоставам дека и не ве интересира толку многу. Али сепак не треба да се разликува многу од фабричките податоци, максимум литро 2 до 3, ајде да речеме. Моторот има дури 600 Нм вртежен момент, што е одлична бројка, навистина не е тромав, многу лесно може да потегне, да забрза, што ќе се обидам да ви го покажам на неколку моменти во ова возење. Има воздушна суспензија и напред и позади, навистина комоцијата е одлична, добро ги абсорбира дупките, нерамнините, добро поминува и преку лежичките полицајци, впрочем тоа и ќе го видите на неколку наврати во ова тестче, намерно ги бирам овие улички. Што се однесува на тежината, да, таа е околу 2,1 тон, што е поприлично тешко возило и нормално такво и треба да е, се работи за големо фамилиарно SUV возило, голем джип од големата класа. Доброто е што има солиден мотор со јаки перформанси, кој што оваа тежина може добро да ја маневрира и да се понаша со нејзе. Ја слушнавте колку толку и изолацијата на ова возило, сега не знам како ги пикира микрофонот сите надворишни звуци, но јас како мој впечаток би рекол дека е на едно солидно ниво. Исто друго што сакам да напоменам за неговата габаритност, ако никогаш не сте возеле SUV возило со вакви димензии, со големи димензии, ќе ви треба малку време за да се навикнете и да го научите каде почнува, каде завршува, сите агли да ги осознаете убаво, но сепак се учи и мислам дека ќе можете да се прилагодите на големината. Дефинитивно во почетокот, како и јас во некои прилики по овие тесни улички, треба мала поголема концентрација за да се снаоѓате. Главната поента на ваквите возила е впрочем да ги возите на автопатиштата, на широки патишта, да уклучите круз контрол и да уживате. Има високо седење, дефинитивно ќе бидете највисоко седнати од сите во сообраќајот, ретко кој ќе има повисочко возило од вас. Има погон на сите 4 тркала, нормално 4x4. Во однос на возните динамики, поготово низ град, ќе ве тера да возите некоја лежерна воžња, да се опуштите, да бидете во еден комфорт мод. Има преубави, како што спомнав, кожни седишта, кои што се доста пријатни, добра изолација, високото седење, така да скроене за
уживанција и за лагано возење, ако може така да се каже, но сепак секогаш знаете дека под хаубата имате ипак моќен мотор кој што ако стиснете јако папучата за газ може дефинитивно да ве повлече и да ве забрза, што е добар податок. Нема да сакате многу да менувате ленти, да правите некои екзибиции, да влегувате лево-десно. Тоа е повеќе за некои по-градски коли, по-спортски коли. Тука главната работа е, пак како што спомнав, лесната, пријатна воžња. Исто така ги има и сите манири и карактеристики на едно SUV возило. Има некое благо навалување заради големата висина и тежина, но окей, тоа си е нормална ствар кај сите големи габаритни SUV возила. Сите овие дупки добро ги абсорбира оваа воздушна суспензија. 21 инч се димензиите на неговите бандаши, што може би доколку биле малку помали, уште поголема комоција ќе има, но и вака е окей. Барем изгледот дефинитивно се издваја и самото возило е многу поубаво со овие бандаши, има и затемнети стакла и црната боја, се комплет навистина дава доем на едно убаво скапо возило. А впрочем па и не е толку скапо, во однос на цената изнесува 35.900 евра. Сега како конкуренција би ве запрашал што би купиле најновото, да речеме еве Kia Sportage или Hyundai Tucson, кои што се со да речеме богата опрема, таа цена коштаат, или од 2016 врвот во класата, тоа е Range Rover Sport. Пишете во коментари ваше мислење, а сега ќе направиме едно забрзување. Со овие димензии мислам дека го зафаќам па и дури и цел пат може да се каже, така да треба да сум многу сконцентриран во однос да добро се разбинам со возилата од спроти. А сега од мојата десна страна полека ќе почнем да ги спишувам и сите податоци во однос на опремата што конкретно поседува. Исто така можете да ги посетите и vozi.com, тоест онлайн продавницата на Auto Uno. Таму се сите возила кои што Auto Uno ги има на лагер и сите технички податоци со се цена можете да ги видите на vozi.com, за разлика од други места кај што цена инбокс ви викаат, vozi.com си имате одма цена. А еве уште еден примерок на Range Rover кој што моментално не претицува, што значи дека доста Range Rovери се возат низ Скопје, што е позитивна, добра работа.
А сега полека се опетуваме на кај Плацот Ауто Уно, кој што се наоѓа на раскрсницата помеѓу Борис Трајковски, на која што сме сега, и булеварот Србија, точно на ќошот, али останете до крајот на видеото и ќе видите точно кај се наоѓа автоплацот. И да ве подсетам, доколку ви се допаѓаат ваквиве видеа, ваквиве мали тестчиња, направете лайк на ова видео, направете сабскрајб на каналот, за да има повеќе вакви видеа. Ви благодарам за вниманието и се гледаме во некое следно тестче. Поздрав! А за тие што останаа до крај, еве и локацијата на автоплацот Ауто Уно, точно овдека каде што ќе застанам од мојата десна страна.